Кој би заминал од владата, а кој би бил замената? Одговорот на ова прашање се уште не е конкретизиран и покрај тоа што премиерот Зоран Заев во февруари рече дека ќе се прави реконструкција и обид за проширување на парламентарното мнозинство во собрание. Заев веќе го информираше Ахмети за најновите моменти околу разговорите со Грција за името, носењето реформски закони и проширувањето на парламентарното мнозинство. Првиот човек на владата смета дека на државата и предстои клучен период, а ставот на владејачката коалиција е вратите да бидат отворени за секој кој што се согласува со реформската програма. Разговаравме за реформските процеси, моравме да споделиме институциите тоа што мислат со председателот на ДУИ заради тоа што таму има 10 пратеници, кои што апсолутно очекуваме поддршка на она што значи реформски закони. Разговаравме за проширувањето на коалицијата, сакаме да го зголемиме и да го направиме постабилно парламентарното мнозинство, заради тоа што во Република Македонија следуваат сериозни одлуки, пред се мислам на реформите, но искрено се надевам и на решение на проблемот со Грција, интеграцијските процеси, отворени фондови, датум за преговори, поканата во НАТО, сето тоа се наши амбиции кон кои што работиме, а за тоа е добре дојдено да има постабилно парламентарно мнозинство. Како сме согласни, не под било кои услови, апсолутно ако веруваме во таа агенда и во таа програма, тогаш е отворено, како што реков, да разговараме со политички партии и со поединци кои што имат пратеници во парламентот. Она што речи си е сигурно е дека од сите опозицијски партии место во владата ќе нема за ВМРО ДПМН, а разговори ќе се водат со политичките партии и пратениците кои би ја прифатиле владината програма. Извори на Еден ТВ вела дека СДСМ сака свој кадар во Министерството за правда, откако неодамна оставка од оваа функција поднесе Билен Сали од ДУИ. Најверојатно за ова министерство СДСМ е подготвено да им го отстапи Министерството за образование на ДУИ. Неофицијално, сигурни се позициите на министрите кои се дел од процесот за интеграција на Македонија во НАТО и ЕУ. Во однос на парламентарното мнозинство на 10 април, на пленарна седница ќе се најдат законите за судовите, за заштита на сведоци, за следење на комуникациите, промените за ДИК и други закони кои се важни во пакетот реформи кои е пропишана на Македонија во поглед на интеграцијата во НАТО и ЕУ. Во јавноста се шпекулира дека во игра е крилото на БЕСА предводено од Африм Гаши, кој има поддршката од тројца од 5 парламентарни пратеници. Портпаролот Орхан Муртезани за Еден ТВ вели засега не биле повикани на преговори, но тие се подготвени да ги поддржат реформите. Подготвени сме да помогнеме во насока на поддржување на реформите. Премиерот кажа дека ќе има проширување на парламентарното мнозинство, меѓутоа се уште немаме добиено повик за разговор во таа насока. Тоа е агендата на премиерот и од него зависи. Ние и досега во склоп на собранието сме ги поддржувале сите закони од пакетот реформи. Процесот на реконструкција и проширување на поддршката според Заев би значил сериозна порака до граѓаните, до стопанството, до општеството дека владата има намера преку посилно и стабилно мнозинство во собранието да носи сериозни одлуки во Република Македонија.